најпрво благодарам на целата организација што стои позади овој настан, бидејќи навистина образованието е нешто на кое треба заедно да работиме. Не дека имаме проблем во Македонија, него тоа е глобален проблем. Образованието не може да одговори на технолошкиот развој, односно на потреба на развојот на технологијата, и затоа мислам дека со вакви иницијативи можеме заедно да придонесеме до подобро утре и до подобро утре на нашите деца. Пред да започнам со презентацијата, сакам да им честитам на сите тимови на хакатонот, имаа стварно фантастични идеи. Ја би им дал еден аплауз. И сакам со некој од нив да се видам, за можност да се соработка можеби. Пред да започнам со презентацијата, сакам да ви поставам две прашања. Првото прашање е дали сте љубопитни? Го видов и нека друга презентација, не мора да ми одговарате на тоа прашање, ќе ви оставам неколку секунди да размислите. Дали сте љубопитни? И втората работа што сакам да ја прашам, за да знам, тоа го прашувам за мене и сакам да ми одговорите, за да можам да ја прилагодам презентацијата подоцна, е кој од вас слушнал за Brainster? Океј, супер. За оние што не слушнале, Brainster е иновативна компанија за едукација која се стреми за изучување на практични вештини преку работа на реални проекти и по завршување на програмите, поврзување на талентите што излегле од нашите програми со компаниите кои имаат потреба од таленти. Се започна пред 2 нешто години, односно во 2015 година, кога го направив можеби еден од најдобрите потези до сега во мојот живот, а тоа е да напуштам сигурна и добро платена работа во интернационална компанија и целосно да се фокусирам во градењето на тогаш идеја, сега успешна компанија Brainster. Почетоците на Brainster не беа многу едноставни, најверојатно кај сите компании, почетоците на сите компании се такви, поготово кога се бавиш во образование, бидејќи не е само одржливоста на бизнисот, туку и вредноста што ќе ја креираш на луѓето што ќе поменат вашите програми. Затоа во 2015 година почетокот беше, имавме канцеларија, што делевме со уште две други компании, со неколку фриленсери, првите курсеви што ги организиравме во изнајмени простори. За сега, за само 2 години да стигнеме до бројка од 4000 обучени луѓе на кои им помогнавме да бидат поблиску до кариерата која посакуваат, а визијата остана една од првиот ден до денеска. Визијата на Brainster е глобално да дојде до 1 милион успешни приказни. Дали работиме, мислам, сите приказни што излагаат од нашите програми не мотивираат да продолжиме во процесот на градењето на тие 1 милион успешни приказни. Накратко би ви кажал како функционира Brainster. Значи, организираме курсеви и академии за маркетинг, дизајн, програмирање и бизнис, каде што луѓето што ги посетуваат програмите учат со работа на реални проекти и подоцна ги поврзуваме луѓето што излагаат од програмите со компаниите кои имаат потреба од таленти. Како ја мериме ефикасно? Мислам дека можам да споделам неколку искуства, неколку точки на кои ние се фокусираме постојано со цел некој од формалното образование или некоја институција да искористи некој од овие совети. Ефикасноста ја мериме врз основа на колкав процент од луѓето што ќе излезат од нашите програми успешно се вработуваат. Сега за сега бројката е 90% од учесниците се вработуваат по завршување на програмите, но пред да почнам да ги споделувам тајните состојки, сакам да споделам неколку успешни приказни што неодамна завршија на Brainster. Ова е Сара Митава, која дојде кај нас во Brainster и ни кажа дека сака да научи практични вештини, дека сака да се вработи. Беше студент втора година на факултет, ја помина 16-неделната програма на академијата и сега работи како контент маркетер во една многу успешна компанија од Копенхаген. Ова е Александар Јаневски, кој претходно работеше како маркетер, беше tech geek, сакаше да научи да програмира, 20-неделната програма, по успешно завршување на 20-неделната програма сега работи како фронтенд девелопер во една супер успешна македонска компанија. Ова е Александра Јанакиевска, која моментално работи во Brainster, нормално најдобрите студенти си ги зијаме ние. Она е одговорна моментално работи како менаџер за маркетинг во Brainster и одговорна за сите нови продукти што ги лансираме. И ова е Александар Трајковски, кој моментално работи во Platin Gaming, претходно работеше во iTigma, додека беше во Македонија, беше и асистент на академијата, сега моментално го зема во компанија во Малта и работи на супер иновативни продукти. Сега како успеавме да ги креираме овие приказни, ќе пробам да ви споделам неколку совети.
Првата работа што треба да ја знаеме дека мораме да понудиме како образовна институција, како образование, мораме да понудиме вештини кои се релевантни денес. И као никогаш досега во историјата на образованието немало потреба толку блиско да работат компаниите и едукацијата. Тоа што го правиме ние е тимот што ги креира програмите, заедно работи со компаниите за да ја креира таа програма, за подоцна да бидеме сигурни дека вештините кои ги научат учесниците ќе бидат релевантни за денешницата. Втора работа што ја правиме, почнуваме од тебе. Односно, што сакаш да бидеш. Она прашање што дамна не ни го поставиле, најверојатно од претшколска возраст, наставничките од градинка, што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш. Најверојатно треба да го поставуваме секој ден ова прашање, бидејќи можеме да бидеме добри само ако го работиме тоа што сакаме да го работиме. Тоа ние што го правиме е индивидуално со секој учесник што ќе дојде кај нас на програма, пробуваме да дојдеме до информации што е она тој што сака да го работи и целта е да го обучиме во таа област. Уште една работа што ние ја практикуваме, мислам дека треба да се практикува и во формалното образование, е работа на реални проекти, односно луѓето дефинитивно најубаво може да научат практични вештини со работа на реални проекти и ако истите вештини може веднаш по завршување на програмата да ги применат. Подоцна ќе ви покажам неколку проекти кои ги имаме изработена. И следната работа, што исто така мислам дека е важна, е таа кариерна подршка. Нашиот тим за кариера заедно работи во креирање на стратегијата за вработување на учесниците по завршување на програмата. Една од поважните работи што како едукација морате да направите, не само да ги обучите учениците на практични вештини, него да ги научите на животни вештини и да ги научите на вредности. Тоа што пробуваме ние како образовна институција да го правиме е барем проектите кои ги изработуваме како вежби да најдат примена и за пошироката јавност. Ке ви споделам неколку проекти што ги имаме работена. Ова е еден проект што го изработивме на Академијата за програмирање, тоа е акселератор за кариера, е проект каде што од една страна учесниците на нашите програми може да креираат сопствено портфолио, а од друга страна компаниите кои имаат потреба од таленти може да пребаруваат и да се поврзуваат, се со цел компаниите да додадат таленти, а учесниците да продолжат со развој на кариерата. Ова е еден проект што го изработивме на една од академиите на маркетинг. Беше проект каде што изработивме база од 250 плюс бесплатни алатки за успешна кариера. Оваа база се уште има по околу 300-400 корисници на дневна основа, беше изработена само за една недела од учесниците на програмата. Ова е нешто што ќе го лансираме во петок, тоа е за неколку дена од сега, дигитално CV, ќе го работат учесниците на академиите за програмирање. Идејата е веќе да почнеме полека да ги забораваме оние Европас CV, него да почнеме да креираме вакви визуелни CV, бидејќи компаниите веќе почнуваат да ги бараат. Ова ќе биде као бесплатна алатка каде што секој од вас ќе може да си креира дигитално CV. Ова е уште еден проект што го изработивме на Академијата за маркетинг во соработка со Академијата за програмирање, каде што ова беше за наша потреба, изработивме веб-сайт кој го користиме за корпоративни тренинзи. И сега се вратиме пак на љубопитноста, се вратиме на почетокот. Дефинитивно од првиот денот кој ќе го отвориме очите до последниот ден оваа планета се запрашуваме, истражуваме. И љубопитноста е тоа што мене ме донесе тука на оваа бина денес и тоа што ќе бидам за неколку години од сега. Не е важно што прашуваме, важно е дека прашуваме. Некогаш прашањата се многу поважни од одговорите што ги добиеме. Затоа би сакал да ве поттикнам сите од вас да размислите на оваа тема во наредниот период. Бидејќи едно е јасно, иднината припаѓа на љубопитните. Благодарам.